За неполни 2 дена откако почнаа да се собираат потписи за референдумско изјаснување за рудници во Валандово, иницијаторите информираат дека околу 1000 валандовчани го дале својот потпис. Ова е 50% од потребните потписи за да Државната изборна комисија потврди дека е исполнет законскиот цензус за да има локален референдум на иницијатива на граѓани. Граѓаните инсистираат да се слушне нивниот глас за евентуално отварање рудници. Што побрзо да ги собериме, кои веќе се најават граѓаните на општина Валандово, од сите населени места и градот, еве доаѓаат веќе самите гледите, кои сакат чиста средина. Да, секако, во секој случај сме тука за тоа. За да се има референдум. За здравјето на луѓето, паролата е добра, што е издадена во Валандово, значи бели дробови или гробови. Согласно законот, собраните потписи треба да се достават до Државната изборна комисија и општинските власти во Валандово. Советот е тој што треба да одлучи термин и референдумско прашање. За сега останува неизвестно кога Советот на Валандово повторно ќе заседава со оглед на истечениот мандат. Инвеститорите на Казандол, Сардич МЦ остануваат на ставот дека рудникот нема да загадува. Плашите ли бидејќи во Валандово е актуелно прашање за евентуален референдум? Ние како компанија ги поминавме сите законски процедури во кои беа вклучени многу чекори. Можам да ви кажам дека беа вклучени не само 6-7 министерства, општински агенции, музеи. Сакате да кажете дека земјоделците нема потреба да имаат паника? Овде ќе имаат безбедно и понатаму можат да произведуваат органски производи, исто како што и ние. Во текот на годините, во рудникот со текот на ремедијацијата ќе го правиме. За отварање или не на рудници, но и на Казандол, жителите на Богданци на референдум ќе се изјаснуваат на 11 јуни, додека 7 дена подосна жителите на општина Дојран. Освен Казандол, во овие општини, концесија за детални геолошки истражувања има доделено и за локалитетот Башибос.